За состојбата со зеленото кредитирање зборувам со Добринка Стефанова Ѓоргиева, директор на одделот за одржлив развој на Прокредит банка. Ѓоргиева, пред се ви благодарам за гостувањето во Bloomberg Adria. Андреја, за поканата. Како првично ја оценувате еве моменталната состојба со побарувачката на зелени кредити од страна на корпоративниот сектор? Во изминатите години се забележува еден континуиран раст на зелените кредити и кредитирањето, меѓутоа и како корпоративниот сектор, така и граѓаните. Така е, Андреја, во изминатите години се забележува навистина видлив развој на зеленото портфолио. Неколкократно беше зголемено во апсолутен износ зеленото финансирање во банкарскиот сектор. Меѓутоа, ако доколку погледнеме целото зелено финансирање во банкарскиот сектор, може да се види дека 95% всушност од купното зелено финансирање опаѓа точно на поддршка на компаниите, односно корпоративниот сектор, а само 5% отпаѓа на домаќинствата. Она што е многу значајно е дека и во ситуација кога неколкократно расте апсолутниот износ на зелено финансирање, сепак она што треба да се потенцира исто така е и проценталното учество на зеленото финансирање во вкупното финансирање. Како што може да видиме и тука, само 6% од вкупното финансирање во банкарскиот сектор отпаѓа на зеленото финансирање, док кога станува збор за корпоративниот сектор, тогаш тој процент е малку поголем, 11,7%, меѓутоа нема значаен раст. Така што иако апсолутните бројки покажуваат значаен раст, вкупното учество на зеленото портфолио процентуално не расте така значајно. Доколку споредиме конкретно со Прокредит банка, во рамки на нашето портфолио, зеленото финансирање во корпоративниот сектор учествува со 22%, а во вкупното портфолио на банката со 19%. Она што секако очекување, македонските компании навистина во изминатиот период инвестираа значајно во енергетски ефикасни решенија, во обновливи извори на енергија, пред се заради намалување на трошоци, меѓутоа и енергетска сигурност и независност. Одредени истражувања покажуваат дека малите и средни компании, дури над 50% од малите и средни компании во нашата држава, очекуваат дека токму ваквите зелени инвестиции ќе придонесат за нивно подобро позиционирање на пазарот, подобра конкурентност, меѓутоа и можност за зголемување на нивните приходи, што навистина е многу позитивен сигнал кога станува збор за очекувањата за понатомошниот развој на зеленото портфолио. Би рекла, кога имаме ова во предвид, заедно со националната стратегија за декарбонизација, очекувам понатаму процентуално исто така се зголемува зеленото портфолио во вкупното портфолио во банкарскиот сектор. Така, но очекувањата навистина се ова од ваша страна секако и банкарскиот сектор се раст на зеленото кредитирање, но од другата страна кои се моментално најчестите типови на зелени кредити кои што се нудат од страна на банкарскиот сектор, еве кон корпоративниот сектор, бидејќи го споменавме балансот помеѓу граѓаните и корпоративниот сектор, што може да добијат корпоративниот сектор како зелен кредит? Видете, ќе зборувам конкретно за нас, за Прокредит банка. Нашиот прв зелен кредит беше исплатен во 2011 година, значи повеќе од веќе 15 години. И од тогаш нао методологијата што е зелено, меѓутоа и развој на зеленото портфолио е доста интензивен и значаен. Во нашето портфолио има 3 категории на зелено финансирање и тоа се инвестиции во енергетска ефикасност, подобрување на енергетската ефикасност, инвестиции во обновливи извори на енергија и останати инвестиции кои што се подобни за животната средина. Ако погледнеме историски наназад, првите 2 категории, енергетска ефикасност и обновливи извори, се категориите кои што најмногу се застапени и кај компаниите како интерес, меѓутоа можеби се и најинтересни од двете страни, од банкарската страна или од страна на компаниите заради заштита на трошоците и бенефит. Би кажала дека генерално предпоставам дека останатиот банкарски сектор работи во оваа насока, дека истражувањата покажуваат дека овие 2 категории, точно конкретно енергетската ефикасност и обновливите извори, се нешто кое што е позначено и кое што влијаеше значајно на развојот на зеленото портфолио на ниво на цела држава, особено со бумот во инвестиции во фотоволтаици во изминатите неколку години. Би рекла ова го зема приматот и можеби во изминатите 2 до 3 години беше она што влијаеше на значителниот раст на зеленото портфолио. Меѓутоа, ако погледнеме историски наназад, особено за нашето конкретно портфолиото на Прокредит банка, енергетската ефикасност е она што најмногу имаше влијание во развојот. И ако треба и да разговараме од аспект на некоја подолгорочна одржливост, секако енергетската ефикасност
придонесува за позначајна долгорочна одржливост, бидејќи заштедената електрична енергија е најзелената енергија, ако споредиме со останатите типови на енергија. Така, во однос на, го споменавте и може и побарувачката, но од друга страна и типовите на кредити кои што се нудат, но од другата страна и секако е достапноста, поголема информираност, кои иновативни мерки и механизми се користат од страна на банките за да може да се искористи и да се зголеми интересот од страна на користењето на зелените кредити, бидејќи тоа е секако иднината и стремежот и како држава да идеме кон зелената транзиција, па затоа и колку банките работат на ова поле, односно да може да го зголемат интересот токму на ова кредитирање. Видете, мотивот за зелена инвестиција никогаш не доаѓа од каматната стапка или од останатите бенефиции кои што ги носат кредитите. Најголемиот мотив беше и останува заштедата на трошоци и некоја сигурност и независност и отпорност на самите компании. Чисто ќе ви дадам, не знам, некое наше искуство со што се соочивме, да кажам, во изминатиот период. Од 2018-2019 година работевме на работилници со клиенти во делот на инвестиции во обновливи извори за сопствена потрошувачка, значи тоа беа фотоцентрали на кров, тоа беа работилниците, имавме некаде 30 на работилници со преку 300 клиенти, завршивме со еден голем настан. Тоа беше 2018-2019 година и после тој настан, мислам, после тој циклус на работилници имавме неколку апликации, меѓутоа незначајно. Нешто помалку од 1 мегават инсталиран капацитет на клиенти кои што одлучија да инвестираат. И што се случи? Се случи ковид, се случи енергетската криза, се случи конфликт во Украина, кој што влијаеше значително на растот на цената на електричната енергија. И не само компаниите кои што ги посетуваа работилниците, туку и генерално сите компании во нашето портфолио кои што може да постават фотоволтаици на кровот го направија тоа. Значи од 1 помалку од 1 мегават стигнавме на 55 мегавати финансиран капацитет. Од страна на банката, поддршка на нашите клиенти. Во периодот кога ги правевме работилниците имаше и кредитни линии со поволности, меѓутоа мотивацијата не достигаше бидејќи немаше надворешен некој дополнителен притисок. Така што јас, она што може да го кажем од нашето искуство до сега е навистина клучниот мотив за да се направи инвестиција се заштедата на трошоците, подобрување на конкурентноста кај големите компании, извозно ориентираните компании, секако и согласување со регулативата која што доаѓа од надвор, меѓутоа и со очекувањето на нивните купувачи, и што исто така значајно. Секако банката располага со кредитни линии од странските меѓународните финансиски институции кои што нудат субвенционирани каматни стапки, грантови компоненти, меѓутоа не е тоа на она што се фокусираме. За нас е многу значена не финансиската поддршка на клиентите, односно споделувањето на тоа наше некоја техничка експертиза која што ја имаме во делот на обновливите извори, меѓутоа и енергетската ефикасност, помагајќи им во калкулација на потенцијалната заштита од нивните инвестиции од аспект на заштита на електрична енергија или заштита на останати ресурси. Така што мислам дека тоа што може да направи разлика и што прави разлика за нашите клиенти е токму оваа нефинансиска поддршка преку различни алатки, платформи, работилници. Не знам, последно е ProConnect, која што нели поврзува различни компании од нашиот регион, клиентите на ProCredit банка, Македонија со останатите, меѓутоа нешто на што работиме конкретно во насока на одржливост и зелена транзиција и која што ќе биде деновиве веќе официјално лајв. ECO2 калкулаторот кој што ќе биде достапен, тоа онлайн алатка, достапна ќе биде за сите компании бесплатно во државата, која што ќе ви помогне да се ги искалкулирате емисиите базирано на индустријата од која што доаѓате, доста детална, базирана на меѓународна методологија, која што ќе овозможи на вистина едно поинаква слика на самите бизнеси, покрај нели финансистите да го видите вашиот еколошки отпечаток. И јас тоа би рекла дека најголема улога има токму нефинансиската поддршка, која што може да ја понудиме како мотивација на компаниите за ваквите инвестиции и поддршка. Така, јас ви благодарам за гостувањето во Bloomberg Adria. Ви благодарам.